Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Понеделникот са Бајлек, 1 часот, завршува интервјуто со Панdeко Лемишевски. Уживам, одлично интервју, легнам да спијам, станувам понеделник некаде околу 9:30-10 часот, гледам Артан Груби фатен од македонската полиција. Отварам на социјалните мрежи, врие на социјалните мрежи, гледам колегите од овие провладини медиуми, наслови стаиле тамо, полицијата го апси Артан Груби и така натаму и така натаму. Одам на Твитер и тамо има еден твит и пишува: понеделнички на Сабајле Артан Груби му отворил работа на Васко Ефтов. Треба нели да правам вонредна политичка анализа. Не ми отвори работа мене. Ке им падни владата поради Артан Груби, па ке треба 3 вонредни политички анализи да преме. Гледате, се враќа Артан Груби, очигледно има договор за враќање на Артан Груби и сега одеднаш никој не е виновен за враќање на Артан Груби. Вчера ке се испотепа кој да ги подели дивидендите или да го подели политичкиот профит од фаќањето, апсењето или враќањето на Артан Груби. Денес никој не е виновен, бидејќи имало безбедносни закани Артан Груби да заврши на топал оброк 3 пати на ден. И туку уште еднаш ќе ви раскажам анегдотата, вицот или како сакате дефинирате го, иако е реална случка. Во таа случка учествува еден Трајко од Прилепските Мариовските села, учествува еден Стево кој случајно стана највисока политичка фигура во Република Македонија допред извесно време, и ова е некаде во периодот на атентатот на Киро Глигоров. Трајко кој е по потекло од тие Прилепски села, оди после атентатот на Киро Глигоров, се собираат сите од селото, некаде 20-30 луѓе, сркаат ракија, пијат кафе и го прашуваат Трајко што сега ќе се случи после атентатот на Киро Глигоров, и молчи Трајко минута-две и вели: сега е можно се е можно да се случи. Е така во Република Македонија. Македончето во вакви ситуации, кога се може да се случи, очигледно паѓа психолошки. На крај ќе се случи да речи: па пуштете ги сите у ПМ, ова веќе не може да функционира, ова веќе не е држава, ако може еден Артан Груби да и браќата да ги ослободиме, да ги пуштиме, да им се одолжиме, да им се извиниме и така натаму и така натаму. И кога ќе пушти све, па и коле од Будимпешта ќе вратиш на крај, лесно може да се случи коле со јајца да се крши не во Будимпешта за Великден, туку во главниот град на Република Македонија. Гледате, почитувани гледачи, кога ќе сакаме да направиме, да ги посложиме работите, нели, кога ќе правите одредена политичка анализа, па ставате 5 или 6 можни сценарија, кој, кого, каде, од прилика да направите рамката, тогаш има 2 главни мизан сцени, што се вика, или 2 главни поставки, едната која трае неколку години, втората која трае безмалку од формирањето на македонската држава, тамо некаде 44-45 година. Првата сцена е дека албанците контролираат се во Република Македонија. Дека ние сме измекери, што би рекол Христијан Ницковски на албанците, и тоа помалку наликува на една мајка која има син и керка. И на прашањето до таа мајка како сте задоволна од зетот, таа вели: супер е зетот, се прави, готви, пери, деца ноши во школа, во градинка и така натаму, керка ми ужива и падна лажицата во медот, значи зетот ми е супер. И на прашањето до истата мајка како е снаата или како е ценува снаата, таа вели: не, ич не ми чини снаата. Син ми мора да стани, да готви, да ги носи децата во школа, во градинка и така натаму, се треба да прави, снаата не ми е ич погодена. Е така некако од прилика може да се дефинират фазите кога албанските партии коалицираат со СДСМ и албанските партии коалицираат со ВМРО-ДПМН. Кога под исти услови албанските партии коалицираат со ВМРО-ДПМН, ВМРО-ДПМН на албанците им покажа каде им е местото во Република Македонија. Кога под исти услови албанските партии коалицираат со СДСМ, тоа е распродажба на државата, тоа е окупација на Република Македонија и губењето на СДСМ на избори, ослободување од албанската окупација во Република Македонија. Втората сцена која е поставена последните неколку години и многу интензивно минатата година и првите месеци на оваа година, дека СЈО всушност делел неправда во Република Македонија. Дека СЈО судел, пресудувал, дека не само што имало политички влијанија, чите Зоран Заев СДСМ, тоа сигурно имало, туку СЈО врз база на тие политички влијанија делела неправда во Република Македонија. И гледате овие 3 обвинители, дел од СЈО, дел од обвинителскиот кампус, надвор нели Ленче Ристевска и ова екипа на Катица Јанева,
некоја кадрiju суди како е обвинителка за која прв пат слушам, па Јове Цветановски, па Хайрулаху. Јас сега мислам дека ќе дојме во еден клич, во еден конфликт, кога овие три, една од нив завршена топал оброк трипатен еден Каци Цејанева, Фатиме Фетај е веројатно блиска до структурите на власта на Христо Ницковски, Ленче Ристовска стана премногу амбициозна, гледате, неа во селото, неа примата, таа сака со синот на попот да има некакви односи фигуративно. Кажани, одеднаш имате ова друга тројна структура која се врте на овие провладени подкасти, медиуми, телевизија, така натаму. Јас само очекувам во еден момент да се појават од никаде, што се вели, маички со трите лика нови анти-СЕО играчи, кои се дел на обвинителската фела, но не биле дел нели на Кати Цејанева или барабанот на Кати Цејанева, или први се освестиле дека Кати Цејанева спроведува политичка агенда на Зоран Заев и на СДСМ, и одеднаш трите граци да ги пуштиме низ вода во историјата, во темната страна на македонската историја, а да направиме нели одредена ситуација со маички, со ликовите на овие три нови херои на обвинителските структури во Република Македонија. И ВМРО-ДПМН, која е партија која лесно кадровско ги решава сите процеси во Република Македонија. Гледате, Зврлевски го стави обвинител, око не им трепна. Шврговски го стави обвинител, око не им трепна. На кривичен суд го стават Владимир Панчевски, око не им трепнува. Заре мислите дека таква структура на ВМРО не може да изврши смени, чистки во судството, во обвинителството? Може преку ноќ. Додека сме рекле кекс, тоа ќе биде завршено или може да биде завршено. Не е завршено поради две причини. Под број 1, очигледно човекот број 1, чите Христо Ницковски, не ги води сам процесите, нема целосна контрола на процесите, мора по јајца да гази и да балансира, да прави одредени калкулации и коалиции со различни структури во ВМРО, надвор од ВМРО, во Македонија, надвор од Македонија, во албанските, во другите македонски политички партии, тоа е под број 1. И под број 2, мора да биде бетониран впечатокот дека СЈО делел неправда. Како вие можете да се борите против неправда? Па така што ќе ги укинете тие мерки или тие одлуки кои се донесени врз база на неправда. И ако нешто е донесено како резултат на неправда, вие можете да го укинете како? Па само со амнестија. И само со амнестија некој кој е надвор од Република Македонија може да се врати во Република Македонија. Тоа е суштината на се она што ни се случи. Знаете, може да е како оној вид, знаете, вие постојано гледате, не знам, торта со ананас. И на прашањето зашто гледате торта со ананас, бидејќи сите се торти со ананас. Може би јас цело време говорам за Никола Груевски или говорам, не знам, за Сашо Мјалков или говорам за тие структури, но очигледно имам некои информации или имам одредени искуства кои ми дават за право да се сомневам дека се тие толку мокни, толку е распространета нивната мрежа и толку ги контролират процесите, а се толку интелигентни да можат од позадина да ги влечат конците, што оваа структура која е сега, министерот за правда имаше пресконференција пред да почнеме вонредна политичка анализа, нас ни покажува дека тие можат и надвор од бродот да го тресат бродот, да го контролираат бродот. На крај, ако првиот човек дал наредба за пазарење и враќање на Артан Груби и го донесат човекот број 1, чите Христо Ницковски, во ситуација да речи пупу не важи договорот кој го имам направено, тога знаете ќе се дојде во ситуација сите кои по хиерархија се под него, а каде што тој наводно си има јавено да биде донесена одредена одлука, во иднина кога ќе им се јави, или нема да му крева телефон, или ќе му поднесат оставка не сакајки да спроведат одредена негова одлука или одредено негово барање, или ќе мора да ги смени, а бидејќи во овие 2 години се покаже дека тој нема капацитет да ги менува процесите, ние треба да очекуваме во наредниот период влегување на системот во уште појалови води и процеси на функционирање и одлучување. И третиот процес или полупроцес кој е многу битен за да можеме амбиентот да го создадеме пред да влеземе во анализата Артан Груби и кој го врати Артан Груби во Република Македонија, или 1 евро за Артан Груби, 1 евро за вицето, да направиме одредена парадигма или парафраза на одредени политички случувања во Република Македонија пред некаде 10 години, кои претходеа на формирање на специјалното јавно обвинителство. Кога ги следите провладините медиуми, првенствено провладините подкасти, ние добиваме впечаток дека настаните на 27 април не биле рушење на уставен поредок во Република Македонија, спречување
на мирна транзиција или примо предавање на власта во Република Македонија, туку безмалку на 27 април се случило да пукни првата пушка како во Куманово и Прилеп на 11 октомври 1941 година. И наместо тие кои се првоборци на 27 април 2017 година да добијат партизански споменици, народни херои, да уживат во власта која спречиле да биде прелеана на другата страна со тиранската платформа, недоложно завршиле во затворите. Браќата и сестрите завршиле во затворите, иако требале да бидат не само величани, туку требало да бидат удостоени со партизански споменици 27 април 2017 година. Правејќи таква ситуација, тогаш вие нели ја правите парадигмата, ако некој спречил власта да се пренеси и се санкционирани, завршуваат во затвора, треба да бидат наградени или треба да бидат удостоени со сите можни привилегии, како овие првоборците 1941 година, тоа значи дека окупација се има случајно во Република Македонија. Кој прави окупацијата? Зоран Заев, специјално теавно обвинителство, Дуј Али Ахмет и така натаму и така натаму. Кога направите таков мизан сцен, дека некој ви окупира власта, ја окупира волјата на граѓаните и наметнува волја врз граѓаните кои тие не ја сакат, и сите процеси кои подоцна ќе се случат, не само овие судски процеси против Никола Груевски, промена на име, француски предлог и така натаму, значи дека се направени или спроведени од одредена октруирана власт, а браќата кои се бореле против таа октруирана власт завршиле недолжни во Зандани во Република Македонија. И сега го имат Артан Груби, кој е дел на таа октруирана власт, се враќа во Република Македонија, не завршува на топол оброк 3 пати на ден, туку е во домашен притвор, и вие имате хистерија од истите тие структури кои работеа со ногти, со прсти, со нозе за ВМРО ДПМН да дојде на власт, очекувајќи ВМРО ДПМН ќе ја исправи историската неправда кон нив што е направена поради настаните на 27 април 2017 година. И ако имате таква конфронтација на емоции, драматични емоции од една страна Артан Груби, од друга страна 27 април 2017 година, тогаш општеството влегува можеби и во катарза, но јас мислам дека влегува во одреден процес на апатија, кога преголемите ветувања и преголемите очекувања од страна на власта, врз база на кој власта дојде на власт 2024 година, во еден момент, тоа не мора да е денес, во еден момент ќе се пресвичат во драматично разочарување. Во таква ситуација вие не знаете каде ќе оди гласот на апатичниот и разочаран македонски граѓани. Може нема да гласа, а ако гласа, кој може да ви гарантира дека и таков клякав СДСМ нема да го добие гласот на разочараниот македонец, дека некој е левица, дека некој трет политички субјект кој може да биде формиран во Република Македонија. Или Никола Груевски кој би можел да направи, денес гарантирам дека Никола Груевски вратен од Будимпешта, да му се остави простор од 2 години, со одредена структура играчи со кои тој владееше начело на ВМРО ДПМН пред 5 или пред 6 години, и ВМРО ДПМН во рација на Христијан Мицковски, дека нема да се репризира сценариото од конфликтот на Лјупчо Ѓорѓиевски и Никола Груевски, кога Никола Груевски сепак го победува брендот на Лјупчо Ѓорѓиевски, бидејќи тој во свој речи го има брендот на ВМРО ДПМН, дека брендот на ВМРО ДПМН е многу посилен од брендот на Лјупчо Ѓорѓиевски, се ми се чини дека Христијан Мицковски и со 2 бренда ВМРО ДПМН во свој раце нема да може да излезе како победник од евентуална таква пресметка. И гледате што се случува во текот на вчерашниот ден. Луѓе со слабо срце, луѓе со висок притисок не може да ги издржат тие амплитуди. Почнува со одредена амплитуда во 6 часот наутро, уапсен Артан Груби. Каде уапсен Артан Груби? Каде го лоцираше македонската полиција? Кои специјални единици беа пратени од македонската полиција? Имаше ли меѓугранична, меѓудржавна соработка со полицијата во Албанија, со полицијата во Косово? Каде е лоциран Артан Груби? Каде се криел? Каква е траекторијата? Кој му помагал? Кои се атаците? Некој го изнал надвор од Република Македонија, туку кој му овозможил врз база на кои приходи, кои средства да се крие 16-18 месеци надвор од Република Македонија. И пред 5 години имате слична ситуација. Значи исти ден пред 5 години се предава Сашо Мјалков, тогаш на словите се предаде Сашо Мјалков, 1 или 2 дена претходно во бегство е Сашо Мјалков ке падне македонската влада, и вчера немаше наслови на медиумите
се предаде Артан Груби, бидејќи дојде самиот до граничниот премин помеѓу Косово и Република Македонија, тука македонската полиција го апси Артан Груби. И сите овие екипи на провладени телевизии, случајно вчера наутро во 5 во 6 часот, нацртени на македонско-косовска граница, го чекат апсењето, односно предавањето на Артан Груби. Кога вие така ќе ја билдате работата, кога ќе го дуете балонот, вие во еден момент, знаете, имате чувство дека вчера вечер на Скопскиот плоштад треба да биде обесен Артан Груби, бидејќи таква атмосфера на задоволство, на желба да му се покаже дека сгрешил, да му се одмаздите или да му се одмаздиме на Артан Груби, што јас во најмала рака очеков не да биде пуштен во домашен притвор, туку да биде јавно суден во центарот на Скопје и да биде погубен со бесење или со каменување во центарот на Скопје. Прво, таков гнев има создадено, веројатно и самиот е виновен за тоа Артан Груби, кај најголем дел од македонската јавност. Второ, толку бил надоен балонот дека еве Артан Груби уапсен, македонската полиција отишла тамо, го извадила, го истресла од гаки и го донела назад во Република Македонија. Во текот на цел ден е кревано, билдано такво анти-Артан Груби расположението, немало потреба или немало посебна причина или посебен напор да биде креирано на такво Артан Груби расположение во Република Македонија. И навечер, наместо да има крешендо, еве Артан Груби со лисици, однесен во притвор, во затвор и така натаму, испратен Артан Груби по домашен притвор. За 5% ми се чини дека најмалку 5% имате драматично намалување на рейтинг и на ВМРО-ДПМН и на Христијан Мицкоски. И денес пресконференција на Филков, министерот за правда. Па полуизјави, ќе видиме по завршување на ова вонредна политичка анализа какви изјави после седница на влада ќе бидат кажани. Студен туш и санација на штети. Гледате, штетата драматична направена, стануваат свесни за штетата која е направена и сега влегуваат во демидж контрол или санација или намалување на штетата која е направена од некаков пазар или некаков договор кој претходи на враќање на Артан Груби. Еве да сте се говориле со Артан Груби, да сте прифатиле, да има некакви човечки причини да биде вратен Артан Груби во Република Македонија. Јас не сакам да анализирам дали болесна член на негово семејство или било што друго. Еве да сте прифатиле тоа да го направите. Кој ве тера да креирате такво расположение, дека сте толку успешни, дека сте толку способни, дека сте го нашле, дека сте го апсиле, дека сте го донеле, дека нема недопирливи кога станува збор за ова влада во Република Македонија, и кога ќе оплескате целата работа, ќе го надуете балонот, ќе ги кренете очекувањата, ќе имате такво драматично намалување или уништување на очекувањата на македонската јавност, и кога ќе видите дека сте направиле сериозна штета, наредниот ден ќе се обидите да ја спасувате или да намалувате таа штета. Во таква ситуација, кога играте топло-ладно со очекувањата и со емоциите на граѓаните, тогаш влегувате во топло-ладно разврска во Република Македонија. Топло-ладно разврска во Република Македонија може лесно да биде реприза на 1991 година изборите во Република, првите избори во Република Македонија, кога во 15-20 дена емоциите на граѓаните одат горе-доле, од сигурен победник на СДСМ или тоа што беше СДСМ на тие избори, по 2 недели во вториот круг на изборите имате драматична победа на ВМРО. Не дека денес ке се случи во Република Македонија. Туку сакам да кажам колку се турбулентни процесите сега во Република Македонија и колку едно враќање на Артан Груби всушност покажува колку е кревка политичката ситуација во Република Македонија, колку е кревка власта на Христијан Мицкоски на ВМРО-ДПМН и колку лесно може со такви спорадични потези, со одредени спорадични политики, таа власт да се направи од херој до антихерој и да има такво драматично разочарување во македонската јавност. Ајде да ја сложиме или да ја посложиме политичката анализа со 4 или 5 можни сценарија. Која е суштината или која е основата на враќање на Артан Груби тука во Република Македонија? Под број 1, нели тоа што Христијан Мицкоски или луѓето блиски на Христијан Мицкоски ги кажуваат помеѓу сопартијците или помеѓу тие кои им се блиски на структурите на Христијан Мицкоски, Мицкоски ништо не прави без договор со странците. И на власт 2024 година доаѓа во договор со странците. Еве со странците све е договорено. Кога ќе победи избори, ќе го спроведи француски предлог. Па сега не го спроведува француски предлог, се е договорено, се чека завршување на војната во Украина, па Македонија ќе стане членка на
ЕУ, на Европската Унија, без право на вето или без право на глас, па тоа во наредни 2 или 3 години ќе се решава. И еве и сега, се е тоа со странците договорено. Странците го има донесено Артан Груби или странците имат посредувано помеѓу Артан Груби и Христијан Мицкоски. Гледате, тогаш политичкото промашување, вие се обидувате да му дајте на таква драматична тежина на државничко однесување. Тој сега тука нешто договара. Со Калето, со Вашингтон, со Брисел, со мокните играчи на меѓународната сцена се договара тука и врз база на тоа тие ништо друго немаат на дневен распоред, тука размислуваат како Артан Груби да го вратат во Република Македонија. Таа Артан Груби беше дел или беше фаворит на таа меѓународна заедница. Работеше во амбасадата на Холандија во Република Македонија. Многу работи, многу гафови, многу пропусти му се прогледува низ прсти. Но исто така, нели, треба да се вратиме 1 или 2 години назад и да видиме дека бегството на Артан Груби од Република Македонија на тоа му претходи ставање на Артан Груби на американската црна листа, а Артан Груби беше ставен на американската црна листа за да се испрати порака до Дуи Али Ахмети, поради оние протести пред Уставниот суд на Република Македонија, блокирање на Уставниот суд и така натаму и така натаму. Значи ставене на американската црна листа и од кога е ставена американската црна листа, од кога гледа дека тука нема да ја ужива поддршката на меѓународната заедница, тој бега надвор од Република Македонија. И ако сега таа иста меѓународна заедница го враќа Артан Груби назад во Република Македонија, тогаш ние треба да се го поставиме прашањето под број 1, што таа меѓународна заедница очекува како влијание од враќање на Артан Груби назад во Република Македонија, дали тоа е дар, подарок или товар за Христијан Мицкоски, за Али Ахмети, и на крајот, што де факто ќе произлезе од враќање на Артан Груби, дали може некаков договор со Косово, ако претпоставиме дека Артан Груби се криел во Косово, бидејќи е вратен во Република Македонија или фатен од македонската полиција на границата помеѓу Косово и Република Македонија. Во изминатите 3 или 4 години имаше неколку обиди и во мандат на влада на Димитар Ковачевски, и пред Димитар Ковачевски, а веројатно и во мандат на влада на Христијан Мицкоски, да се изврши некаква размена на затвореници. Па овие кои се од диво населје тука во Република Македонија, кои се осудени на доживотен затвор, во наводница да бидат пренесени, да бидат префрлени, да бидат трампани, да бидат разменети со затвореници во Косово, поврзани со Смилковско езеро, можеби со Артан Груби, така натаму и така натаму. Меѓутоа, во оваа фаза нема никакви сигнали, нема никакви индикации дека тоа била срцевината или суштината на враќањето или апсењето на Артан Груби. Според информациите или според спекулациите со кои се пласират или со кои се располага во македонската јавност или кои доаѓаат до нас, ставањето во домашен притвор на Артан Груби е врз база на директен потпис на високи структури во Министерството за полиција и Агенцијата за национална безбедност после телефонски повик на човекот број 1 во Република Македонија. И ако тоа е така направено, човекот број 1 се јавува, дали на првиот човек во полицијата, дали на првиот човек во униформирана полиција, Биро за јавна безбедност, се јавува во Агенција за национална безбедност и врз база на тоа се прават одредени проценки за безбедностна загрозеност, безбедносен ризик и така натаму и така натаму. И Артан Груби наместо на топал оброк 3 пати на ден се враќа во домашен притвор. И сега ги гледате како се избезумени овие француски собарици и преку нив се пласира информацијата. Да, има проценка за безбедносен ризик, но општа проценка за безбедносна загроза, а не загроза во притворското делење во Шуторизери. Бидејќи тогаш ви гори и Александар Пандов, ви гори и Боби Јутковски, ви гори и структура во АНБ, ви гори, ако не, Панче Тошковски структура во македонската полиција, всушност горат сите спонзори на овие француски собарици и на овие портали под контрола на власта, а на крајот, ако тие дојдат да горат, ќе се го постават прашањето зошто спровеле барање на човекот број 1, бидејќи човекот број 1 може како Понтије Пилат да ги измие своите раце. Гледате, хиерархијата, вертикалата се руши. И ако некој надвор од Република Македонија, Груевски, било кој, сака да го дисциплинира Христијан Мицкоски, првата работа што ќе ја прави да му ја руши спогодбата и договорот, ако постои таков договор помеѓу Христијан Мицкоски и Артан Груби, бидејќи тогаш испаѓа смешен на јавна сцена. Гледате, тогаш доаѓа целата структура на власт, на одлучување, на мок се руши како кула од карти. Кога тоа се руши како кула од карти, тогаш е кому иде?
тогаш може да гинат и невини, а да бидат и виновни наградувани во Република Македонија. Сега испеге дека Артем Груби по втор пат игра фудбал на мали голчиња. Пред 3 години, кога е премиер Димитар Ковачевски во неговиот кабинет, и по втор пат вчера на македонско-косовската граница, кога завршува неговото сослушување во судот во Скопје или во јавното обвинителство во Скопје. Видите, еден човек да се користи како таква маша пред 2 или пред 3 години да биде растурен СДСМ и Димитар Ковачевски, и тоа не му беше многу тешко, бидејќи тој СДСМ и Димитар Ковачевски беа зрели како зрела крушка да бидат растурени, и под број 2 вчера со Христијан Мицковски. Ако постои човечки договор помеѓу Мицковски и Артем Груби поради болест на близок член или член на неговото семејство, за тоа не се разговара, за тоа не се прави анализа. Но ако е тоа предмет на таков договор, тогаш што побогу си влегол во филм да креираш перцепцијата во јавноста, дека ти си шериф, дека ти си главен, дека МУВА не може да влезе во Македонија, дека никој не може да те спротистави, ти апсиш, ти приведуваш, ти носиш, го креваш, го дуеш балонот и одеднаш пука балонот. Пука балонот и целата прљавштина на балонот на сите кои се дел на власт или дел на кругот околу Мицковски им прснува во лице. И тоа го отвора прашањето под број 2. Дали човекот број 1 е капацитетен да ја раководи власт, да го раководи системот, да ја раководи партијата во Белата палата или ВМРО-ДПМН. Пред неколку месеци гледате колку е неотпорен тој човек. Преку овие вонредни политички анализи го отворив пред години нешто прашањето дека Мицковски може да има само уште еден, односно трет мандат кој ќе му почне 2025 година, ќе му заврши 2029 година. И тоа не се третираше како прашање на ниту еден релевантен медиум во Република Македонија, освен во овие вонредни политички анализи. И тој не издржа и почнува неколку месеци пред Конгресот да повторува како папагал дека 2029 година ќе му истече мандатот. Дека нема да се кандидира, дека не размисла да го менува статутот на партијата. Може да го смени, но тоа ќе направи дополнителни штети. Гледате, кога вие 4 години пред истекот на мандатот кажувате дека 2029 година, најдоцна 2029 година, ви завршува, ви истекува мандатот, тогаш вие всушност им давате оган во рацете, бензин, на веќе постоечки оган, на сите кои се гледат на вашата позиција или се гледат како ваш наследник. Дали се министер за транспорт, дали се министер за надворешни работи, градоначалник на Скопје, тотално небитно. Значи, секој кој има амбиција, а кој дошол високо во политиката без да има амбиции, бил на чело на Унија на млади сили, бил на одредени позиции, победил на избори, да нема амбиција да стане прв човек на ВМРО-ДПМН, прв човек на СДСМ или на било која политичка партија. Кога вие ќе отворите трката, тој како трката, знаете, на Дивиот Запад, некој мафнува со знаменцето и сите со коњи, со запреги, со било што им стои на располагање, тргнуваат и пробуваат да фатат колку може подобро место, подобра земја, за да може да го прехранат своето семејство. Трката после Конгресот во Кавадрци во ВМРО-ДПМН е отворено за наследник на Мицковски. Во таква ситуација, кога ви се брои крајот на вашиот мандат, ви имате проблем како да ги контролирате. Мицковски не покаже дека е вешт манипулатор во позитивна смисла на зборот, да може да ги контролира фракциите натре во ВМРО-ДПМН. И ако тие фракции се дополнително засилени, очекувајќи дека дел од тие луѓе ќе бидат наследници на Мицковски на чело на ВМРО-ДПМН, тогаш вие и да го смените статутот и да промените дека завршува мандат од 2029 година, толку ќе бидат драматични дупките, раните во ткивото, во телото на ВМРО-ДПМН, што ни многу повешт политичар од Мицковски нема да може да ги демфува, нема да може да ги амортизира сите тие процеси. Во таква ситуација, значи, еве, во тој контекст, стајте го враќањето на Артем Груби. Имате, може и да имате договор човечки со Артем Груби да го вратите, го кревате, го дуете балонот, ви пука во лице балонот и тогаш сите овие кои сте ги натерале да потпишат нешто, велат, па добро, има ли контрола овој човек на процесите? Знае ли што прави? Знае ли што бара од нас? Кога вашите најблиски соработници тоа ќе почнат да кажуваат, тоа, знаете, е многу мал чекорот до тоа да почнат да смета дека сте товар за партијата, дека партијата ако сака да оди напред, треба не 2029 година, туку многу порано да се ослободи од вас. И погледнете го тој раскол кој се случува внатре во ВМРО-вското јадро. И тоа јас во најголем дел го анализирам преку настапите, преку однесувањето, изјавите, статусите на овие браќа од 27 април 2017 година. Сабалето вчера еуфорија, фатен е Артем Груби.
никој не може да биде бегалец. Сите ќе дојдат, сите ќе бидат фатени, сите ќе бидат процесирани, сите ќе бидат судени во Република Македонија. Една општа еуфорија, креират една општа еуфорија, една општа успешност, ефикасност, еве сега, за разлика од неспособното СДСМ на кое сите им бегат, еве на способното ВМРО никој не може да му бега. Долга е раката на ВМРО да помане. И не поминува 12 часа, и истите тие луѓе, па како може братот овој Артан Груби да биде на домашен притвор, а ние бевме 2 години, бевме 3 години, бевме 5 години во притвор и така натаму и така. И апсолутно во право. Или важат законите, правилата за сите, или не важат за никој, ама не може да важат селективно. За кого или на чија штета важат селективно? На штета на браќето од 27 април 2017 година. Гледате, вие креирате амбиент, тоа што го објаснувам пред 20 минути, дека тие не спречиле примопредавање на власта, туку безмалку треба да имат статус на првоборци како што имале првоборците 41 година, и наместо да имат таков статус на првоборци, тие завршуваат во притвори, во затвори, во зандани, така натаму 5, 10, 15 години осудени, и за разлика од нив, овој кој доаѓа на власт врз база на такво актурирање, узурпирање на волјата на граѓаните, посебно на македонските гласачи, не завршува во притвор, не завршува во затвор, завршува во домашен притвор. И таа неселективност оди во корист на албанците, а тоа е персонификација на албанците на ДУИ која има окупирана Република Македонија до мај 2024 година, оди на штета на првоборците кои се обиделе и спречили или влегле да спречат обид за примопредавање на власта врз база на тиранската платформа во Република Македонија. И ајде сега да ги посложиме односите внатре во структурите на ДУИ околу луѓето, околу Али Ахмети. Структурата на ДУИ е така повеќе слојна структура. Знаете, тамо не можете вие еднонасочно да ги анализирате процесите. Се враќаме на таа критична 2017 година, кога ДУИ води преговори со Никола Груевски со ВМРО-ДПМН за формирање на заедничка влада после изборите на 11 декември 2016 година. Поделени се ресори, поделени се одредени ингеренции, све е договорено, принципи на таа влада и така натаму, и има телефонски повик. Али Ахмети одбива да прифати телефонски повик, преку телефонот на Изет Меджити воспоставена комуникација со Али Ахмети, му директно кажа дека не треба да има влада со Никола Груевски. Имате две структури. Едната структура, Изет Меджити, Невзат Бејта и Теута Арифи, никој од нив не е на високи функции, освен Невзат Бејта, не е на некои високи позиции, функции во структурите на ДУИ на Али Ахмети, се против коалиција со ВМРО-ДПМН и се за коалиција со СДСМ. И имате втора структура, каде што наклонува Али Ахмети, каде што е Бујер Османи и каде што Артан Груби. Таа тројна структура е наклонета за коалиција со ВМРО-ДПМН. Победува структурата на Изет Меджити. Изет Меджити, значи, во блиски односи со Зоран Заев. Биле заеднички или биле градоначалници во периодот кога Изет Меджити е во првиот мандат градоначалник на Чаир, Зоран Заев е градоначалник на Струмица. Врз база на тоа заедничко градоначалствување ги направуваат или ги воспоставуваат првичните односи, тие се надоградуваат бизнеси, политички, така натаму и така натаму. Во оној период, кога Димитар Ковачевски и Али Ахмети разговарат и преговарат за формирање на Европскиот фронт во Република Македонија, преку Изет Меджити и преку структурата на Арбен Таравари се руши тој Европски фронт. Бидејќи Европскиот фронт би значило враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија, формирање на заедничка влада на ДУИ СДСМ, Европски фронт за европски уставни промени кои би внеле Македонија во Европската унија. Ако тоа се случише, тоа ќе значеше крај за Христијан Мицкоски, тоа ќе значеше крај за Зоран Заев. Имате три врски, три структури кои се многу битни за да можете да ги анализирате политичките процеси во Република Македонија. На една страна имате Али Ахмети и Никола Груевски. На втора страна имате Зоран Заев и Христијан Мицкоски, и на трета страна како најкревка коалиција или како најкревка врска е Зоран Заев и Али Ахмети. Што прави Зоран Заев? Изет Меджити му го става на располагање на Христијан Мицкоски и со помош на Изет Меджити и во втора фаза на Арбен Таравари се руши концепцијата, се руши цоклето, се руши инфраструктурата на формирање, на креирање тој Европски фронт во Република Македонија. И под број 2 немојте да заборавите. Значи сите тие новинарски написи кои беа изминатите 6 или 7 години и анализи кои беа правени. Зоран Заев дел од бомбите му ги става на располагање на Артан Груби. И со помош на поддршката на Зоран Заев, бомби, влијање и било што друго, Артан Груби
го наводници дисциплинира Али Ахмети и го руши СДСМ и Димитар Ковачевски. И на индиректен начин Артан Груби со своето кабадахиско однесување му помага на Христијан Мицковски да дојде на власт во Република Македонија. Се истиот е Артан Груби. Се враќа во Република Македонија. Злобниците би рекле дека бирајќи помеѓу главата на Вице и на Артан, Зоран Заев решава да го врати назад Артан Груби во Република Македонија, бидејќи до пред 10 дена Македонија тресеше аферата со марихуана и со канабисот фатен 5 тона во Србија плюс 30 плюс 40 тона фатени тука во Република Македонија. Имате тама фотографија на зидот на Фидан Колев, како велам јас струмички клан испратен по Али Експрес, кој би требало да асоцира на некои кланови во Белград, сите седнати таму избричени, односно со избричени глави, во кратки мајци, кај што асоцират нели една хепи феличита атмосфера дека не може топ да ги бие, топ не ги бие, тие се посилни од власти, од напади и од обвинувања и од 30-40 тона, ништо не може да им се случи и одеднаш го имате враќање на Артан Груби назад во Република Македонија. Чив тоа варијант Груби? На Зоран Заев, на Никола Груевски, на Али Ахмети или на Христијан Мицковски? Тоа ќе го дознаеме на првиот подкаст, тамо кај што ќе се појави Артан Груби на прв подкаст во Република Македонија и кога ќе видиме во кој правец, на кој гол пука Артан Груби, тогаш точно ќе знаеме кој го донел, кој го инструментализирал и кој го злоупотребил враќањето на Артан Груби во Република Македонија. Многу важни се две работи. Прво да ги нијансираме, да ги дефинираме, да ги анализираме односите на Али Ахмети и на Артан Груби, дали Артан Груби е бенефит и ДДВ или е товар за Али Ахмети. И три фази, три нијанси се многу битни за да можеме да ги изнијансираме тие односи. Под број 1 тоа е аферата Жолта куќа. Аферата Жолта куќа, наводна трговија со човечки органи и така натаму. И врз база на таа афера постоја сериозни индиции или индикации Али Ахмети да заврши на топол оброк 3 пати на ден во Хашкиот трибунал. Под број 2, добил или не добил бомби Артан Груби од Зоран Заев и дали со помош на бомбите на Зоран Заев, а тама може да се и персонални и лични бомби, така натаму, го контролирал Али Ахмети или контролира работењето во врвот на партијата ДОИ. И под број 3, зошто Али Ахмети се реши на толкаво количество на чистки во врвот на ДОИ во интерес на Артан Груби. И делумно Таутариф, Ермира Мехмети, така натаму. Значи, сите оние кои му сметаа на некој начин на Артан Груби беа елиминирани од политичкиот живот или највисокото ниво на политичката сцена, првенствено на албанскиот политички фактор, првенствено делувањето на ДОИ. Емоции, бомби, Жолта куќа, има мноштво на шпекулации. Под број 2, што е клучно, мене ми се чини дека има два процеси поврзани со враќање на Артан Груби. Тоа е суштината на тоа што сакам да го кажам, на крај доаѓаме после 40 минути, да ви ја кажам суштината тоа што јас мислам или како јас гледам дека се има случајно овие процеси. Има договор Мицковски Артан Груби. Дали посредуваат странци, дали посредуваат некои структури, дали се јавил Артан Груби, дали е човечки фактор, тотално небитно. Врз база на тој договор, Артан Груби се враќа од Косово во Република Македонија, односно македонската полиција го апси, после спектакуларна акција го апси Артан Груби, се носи Артан Груби во Скопје, има разговори во суд, обвинителство и така натаму и се ослободува. Или се праќа на домашен притвор Артан Груби. Значи, тој е првиот дел на операцијата. И вториот дел на операцијата, некој тоа пуштање во домашен притвор на Артан Груби се обидува да го капитализира во најголем дел визави односите со Христијан Мицковски, односно со помош на тој случај да биде, ако не намалена, тогаш ограничена мокта и улогата на Христијан Мицковски или да го имат под контрола Христијан Мицковски. Значи имате ситуација број 1, Мицковски има некаков договор со Артан Груби, врз база на тој договор има телефонски јавувања во Агенција за национална безбедност, Биро за јавна безбедност, МВР и така натаму, и е направена таква да пеша каква што е направена или одредено писание дека има безбедносна загроза, па сега пупу не важи, нема безбедносна загроза, не е тоа напишано лично, туку е нешто колективно, општо напишано. И под број 2, кога гледа дека се случува хаварија, колапс на целата постапка на целиот процес, некој се обидува да го капитализира тој колапс. И капитализирајќи го тој колапс, да го стави под контрола
Христо Мицкоски. Како ќе излезе Мицкоски од оваа афера ќе видиме, како ќе биде разрешницата на овој колапс ќе видиме. Вториот дел на оваа анализа наредниот вторник 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатнава вечер Македонија каде да си.